Во виното е вистината или вистината е во виното. Во Кавадарци ова 2019 година на виното му се придава големо значење. И со право. По многу години требаше да се случи ова. За многу кратко време повеќе манифестации посветени на виното и на производите од грозје. Во хотел Фени деновиве се одржа фестивалот на младо вино Тиквешија 2019. Екипа на РТК беше присутна овде и ќе биде и на сите манифестации од областта на виното, а целта ни е да го доближиме овој пиелок, овој нектар на боговите до граѓаните, оние кои секојдневно го произведуваат, меѓутоа и го консумираат. Околу 30 учесници од Македонија, голем интерес кај граѓаните, тоа е главната карактеристика на овој фестивал, кој станува одличен репрезент на виното од оваа виногорие. Градоначалникот Митко Јанчев лично ги посети сите штандови на винариите кои се представија со вино произведено од оваа берба. Освен вино можеше да се проба и ракија, мастика, конјак, вињак, маџун и други производи од грозје, па и косметика за разубавување на жените, парфеми, шминки од органско потекло. Добра закуска, одлична и понудија рестораните Ексклузив и другите ресторани и производители на храна од општина Кавадарци пошироко. Хотел Фени беше добро место за ваков настан. Винотек како здружение одлични организатори на фестивалот. За музичката забава се погрижија Пепи и Перо од Кавадарци и групата The Chicks од Велес. Ово е настан како му треба на овој град, на овој регион, на Тиквешијата, и во името на организаторот Винотек ви искажувам благодарност, првенствено на излагачите кои сакат своите производи, својот труд да ни го прикажат, да го дегустираме и да заедно сите со овој почитуван оркестар и девојките од Велес да се дружиме и да не останат впечатоци до година, пак да се видиме. Ајде, добро ми дојдовте. Полно ми е срцето, не само мене и на цело Здружение Винотек, што се занимава со развој и негување на винска култура, вински туризам и производи од грозје, затоа што имаме доста голем број на винари, а и вас ви благодарам на љубителите на виното што сте тука присутни. И можам само едно нешто да кажам. Ајде да уживаме во добрата капка што се вика вино. Да налееме, за да живееме. Од вкупно 27 винари колку денеска ги видовме на овој фестивал на младо вино на Винотек во хотел Фени, одравме да разговараме со енологот во Мо Вино во Росуман.
голема винарија со голем капацитет и за голем пазар. Мислам виното што го произведуваат за голем пазар. Имаме задоволство да разговараме со госпоѓа Крстева, иако таа е енолог во ова винарија. Добар ден. Добар ден. Многу народ ви се собра денеска во Кавадарци. Да, но во секој случај организацијата е добра како за нас винариите, така и за посетителите. Се ретки манифестации посветени на виното, како вие ги оценувате како е? Да, па секоја манифестација, како што кажав, е добра и за производителите и за посетителите, затоа што се повеќе народот, особено кај нас во овој регион, Тиквешкиот регион, се интересира за правење на добро вино, така да мислам дека е добро. Ние даваме совети што можеме од нас, тие пробуваат добри вина дегустираат, така да секоја ваква манифестација е добра за сите. Ми се чини дека се уште ни треба време да созрееме како виното што зрее, за да пиеме вино. Да. Многу малку се пие вино кај нас, можеби затоа што немаме винска култура. Што мислите вие? Па, пиењето вино од една страна може да биде нели само пиење, а винската култура е сосема друго. Токму заради тоа, манифестациите од ваков тип е препорачливо што почесто да се одржуваат со таа цел да имаме винска култура на пиење. Нели, не само количински да се пие вино како вино, туку виното е уживање. Добро. Ние сакаме неколку збора да посветиме време на вашето винарија, каде што вие работите. Вино од Росоман. Представете малку кратко. Винаријата Мовино се наоѓа во Росоман. Капацитетот на винаријата е 5,3 милиони литри. Ние сме генерално голема винарија, која што не поседуваме наши лозови насади, главно откупуваме од лозари, од Тиквешијата, значи Неготинскиот регион, Кавадаречкиот, Росоманскиот, значи од околу, па дури од Велешкиот регион откупуваме грозје. Произведуваме околу 90% од производството може да го поделиме на Вранец и Смедеревка, а остатокот произведуваме високосортни исто вина кои што се надеваме од ова година ќе одат во флаша. Затоа сме и тука да ги представиме пред посетителите. Да, имаме одредена количина на Совиньон Бланк, Темјаника, Ракацители, Пино Ноар и Вранец. Сега Вранецот, имаме Вранец кој што ни е за помасовно производство, остатокот од Вранецот, како црвено вино го произведуваме се разбира посебна технологија која што му дава потенцијал на виното да старее во шише. Ви излезувате во поглавном видо надвор од земјата, меѓутоа како може да го пробаат кавадарчани, тиквешани, македонците вашето вино? Па надвор од државата може да го пробаат во Канада, Кина, Германија најмногу 90%, а тука во Македонија се надеваме од оваа година ќе бидеме што по достапни во маркетите и рестораните. Пошто сепак она што сега го флашираме тек до прва ќе оди на пазар. Од оваа година почнуваме. Како вино пијат нашите граѓани, дали е убаво, дали е чисто, дали е органско, има ли хемија во него? Вака сега, кога зборуваме за хемија, јас не би рекла дека е хемија, затоа што виното е храна. Како што во секоја храна користиме адитиви кои што ја чуваат и даваат долготрајност на храната, така и во виното. Значи тоа не е хемија, тоа се потребни адитиви за да му дадат живот на виното, што подолг живот во шише. Нашите граѓани пијат убаво вино, можам да кажам, со текот на годините винариите се повеќе се понапред на пазарот во светот, така да многу други држави можат и да ни завидат. Од енолозите зависи се, какво вино ќе пие. Каков енолог што вие според вас? Па, од енолозите може би до некаде, но виното е колективна работа. Виното најмногу зависи од грозјето, значи почнуваме од лозјето, нели? А потоа колективот во винаријата каде што се работи, па енологот. Тоа е колективна работа. Многу убаво кажано, значи ферплејски, енолозите се самостојубени во себе, велат дека прават, тие го прават виното такво, меѓутоа и суровината е многу важна. Ви благодарам што ми бевте гости, ние ќе дојдеме со нашата камера и ќе ја видиме вашето винарија одблизу, да се запознаеме со вашето производство. А ако имате убав и отворен гард, како што вие во оваа емисија имате, тогаш ќе ја бидне вашата винарија. Ви благодарам, се надевам, повелете кога сакате. Пред се да се представам, јас сум Александар Кимов, собственик на винарија Кимов. Почетоците на винаријата се уште од 2001 година, кога татко ми ја формирал првата винарија под името Винарис. Имавме некоја пауза од неколку години и годинава се регистриравме како винарија Кимов. Произведуваме 3 сорти на вино: Совиньон Бланк, бјело, високосортно, Вранец и Смедеревка.
21 литри. 21 литри. Каде може да го пробат вашето вино, каде го има? Нашето вино може да се проба во неколку угостителски објекти во Кавадарци, Неготино и низ цела држава. Тешко е да се пробие вино на пазарот во ова време, во време кога имаме многу винари, меѓутоа што е пресудно за да комитентот или консументот го бенди со виното? Според мене најбитен е квалитетот на виното. Квалитетот на виното е на прво место, суровината треба да биде добра, треба да се соработува доколку нема некои сопствени лозови насади, треба да се соработува со исти кооперанти, да се зима грози од исти кооперанти за виното да биде на некој начин слично од година во година, да се задржи тој квалитет. Енолог премалку рече суровината е многу важна. Суровината е најважна. За квалитетно вино најбитна е суровината и добриот тим. И рече дека многу малку има хемија во виното или тоа што се става како хемија е за да се задржи вкусот или квалитетот. Ние во Кавадарци, во Теквешијата, какво вино правиме? Ние лично произведуваме природно вино, значи хемија не користиме. Која стручна помош ја користите, кои енолози работат кај вас? Имаме енолог, јас сум вработен во фирмата, мојот татко, имаме направено тим со кој заедно си ги постигнуваме нашите поставени цели. 20 години не е мало време на производство, тоа од кога постои вашата винарија, на киво посакуваме многу успеси. Што повеќе да го има виното на пазарот, имаме ли винска култура? Па имаме и моментално се подигнува свеста на нашиот народ за конзумација на вино, бидејќи виното е храна, виното е здраве и треба да се, според мене, треба да се подигне свеста за конзумација на истото. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.